Какви му се мислите на човека, што мислиш, тоа стануваш, каков си, така действуваш, како постапуваш, така кажуваш, книга од Джеймс Ален. Вовет. Умот е врвната сила која обликува и твори, а човекот е ум. Во него е створено се што тој сторил. Со алатката мисла се обликува тој се што сака, 1001 радост и 1001 мака. Се случува најаве она што човек тајно ќе го смисли, светот е само огледало на неговите мисли. Ова книжуле која произлезе од моето длабоко размислување и искуство, не представува исцрпен трактат на темата за моќта на мислите, за која често е пишувана. Нема за цел да понуди објаснувања, туку да наведе на размислување и да ги поттикне луѓето да откријат и восприемат висината дека самите се создатели на својот живот. Благодарение на мислите што ги избираат и се охрабруваат да ги негуваат, дека умот е главниот кајач како на внатрешното руво на карактерот, така и на надворешното руво на околностите, и дека иако досека животот им бил проследен со незнаење и болка, одсега може да продолжат да го ткаат просветлени и среќни. Прва глава – мислите и карактерот. Мудрата мисла, какви му се мислите во душата негова, таков е тој. Фуснотата вели, насловот на книгата на англиски е дел од стихот As a man thinks in his heart, so he is, од книга Соломонов изреки 23:7. Текстот продолжува, не се однесува само на целото човечко битие, туку е толку сеопфатна што важи и за сите услови и околности што се случуваат во неговиот живот. Човекот е буквално она за што размислува. Неговиот карактер е збир од сите негови мисли. Како што растението никнува и расте од семето, без кое не би постоело, така и секоја постапка на човекот никнува од скриените семења на мислите, без кои не би се случила. Ова важи еднакво и за спонтанните и непланирани постапки и за оние што се однапред смислени и намерно направени. Постапките се цветот на мислите, радост и срадањето плодовите. Така човек ја собира сладката и горчлива жетва од она што го посеал. Човекот се развива според известни закони, тој не е ничија творба. Причинско-последичната врска е исто толку апсолутна и непроменлива во тајното царство на мислите, колку и во светот на видливите и материјални работи. Благородниот и божествен карактер не се добива случајно или на среќа. Тој е природен исход од постојаните напори за правилно размислување, резултат на непрестајното негување возвишени размисли. На ист начин, неблагодарниот и груб карактер е резултат на непрестанно негување ниски понижувачки мисли. Човекот самиот се создава и уништува. Во арсеналот на мислите ги кове оружјата со кои се уништува, но исто така и ги изработува алатките со кои гради рајски палати од радост, сила и мир. Преку правилен избор и примена на своите мисли се издигнува до божествено совршенство. Со нивна злоупотреба и погрешна примена паѓа под нивото на зверот. Меѓу овие две крајности се наоѓаат сите останати нијанси на карактерот, чиј создател и господар е човекот. Од сите прекрасни вистини за душата, обновени и изнесени на виделина во ова време, ниедна не носи поголема радост и не нуди поголеми божествени ветувања и доверба од висината дека човекот е господар на своите мисли, лејач на карактерот и обликувач на условите, околностите и судбината. Човекот поседува моќ, интелигенција и љубов и е господар на своите мисли. Во негови раце се наоѓа клучот за секоја ситуација, како и преобразувачката и регенеративна способност да стане што и да посака. Тој е секогаш господар, дури кога е допрел најслабата и најосамена точка во својот живот, но тогаш е будалец господар, кој лошо управува со своето домаќинство. Меѓутоа, кога ќе почне да размислува за состојбата во која се наоѓа и ќе почне да трага по законитостите што го одредуваат неговото битие, станува мудар господар кој умно ја насочува својата енергија и ги обликува мислите кон плодотворни постапки. Станува свесен господар само кога во себе ќе ги открие законитостите на мислите, а за тоа откритие е потребно труд, самоанализа и искуство. Златот и дијамантите може да се откријат само со неуморно барање и постојано копање по рудниците, а човек може да ја открие секоја вистина во врска со своето постоење само доколку е подготвен да копа длабоко во рудникот на својата душа.
може непогрешливо да докажа дека тој е творец на сопствениот карактер, вајач на својот живот и зидар на својата лична судбина, доколку ги наблюдува, контролира и менува своите мисли, го следи нивното влијание врз самиот себе, врз другите и врз неговиот живот и околностите и трпеливо работејќи и истражувајќи, ја спознае причинско-последичната врска меѓу нив и доколку го употреби секое искуство, дури и најбаналните, најсекојдневните случаи, како средства да стигне до само спознанието кое е разбирање, мудрост, моќ. Во таа насока апсолутно важи законот дека секој што моли добива и секој што бара наоѓа и секој што чука ќе му се отвори. Според фуснотата Матеј 7:8, бидејќи само доколку е човек трпелив, најстојчив и упорен, може да влезе низ портите на храмот на знаењето. Втора глава – влијанието на мислите врз околностите. Умот може да се спореди со градина, која може или умно да се одгледува, или да остави во неа да завладее безредие. Но каква и да е средена или запуштена, таа мора да даде некаков плод. Меѓутоа, ако не се засади со корисно семе, тогаш во неа ќе падне изобилство од безкорисно семе, од која изникнува плевел. Како што градинарот ја средува градината, го корне пиреот и одгледува цветови и овошје кои му се потребни, така и човек може да ја негува градината на својот ум, корнејќи ги сите погрешни, безкорисни и нечисти мисли, а подавајќи ги цвеќињата и плодовите на вистинските, корисни и чисти мисли. Низ овој процес, тој порано или подоцна открива дека е главниот градинар на својата душа, диригентот на својот живот. Длабоко во себе ги открива и недостатоците на своите мисли и му станува се појасно на кој начин мислите и умот влијаат врз оформување на карактерот, околностите и судбината. Мислите и карактерот се едно, а бидејќи карактерот се манифестира само преку околностите и случувањата, надворешните услови во животот на човекот се секогаш хармонично поврзани со неговата внатрешна состојба. Тоа не значи дека околностите со кои се соочува човек во кој да било момент се одраз на неговиот карактер, туку дека се цврсто испреплетени со некои суштински мисли што се неопходни за неговиот развој. Секој човек е онаму каде што е според законот на неговото битие. Мислите што ги втемелил во својот карактер го донеле дотаму. Во животот не постои случајност, туку се што се случува е резултат на непогрешлив закон. Ова важи и за оние кои не се чувствуваат во хармонија со своето окружување, како и за оние кои се задоволни од моменталната состојба во која се наоѓаат. Како суштество кое напредува и еволуира, човекот е онаму каде што е за да научи дека може да се подобри. А додека ја учи оваа духовна лекција, што се содржи во секоја околност, таа завршува за да им остапи место на други нови околности. Околностите го вадат човек од колосек само кога тој верува дека е под влијание на надворешните услови. Но кога ќе свати дека поседува творечка моќ и дека може да раководи со почвата и семето од кои никнуваат околностите, тогаш ќе стане вистински господар на самиот себе. Дека околностите никнуваат од мислите знае секој кој извесно време практикувал само контрола и себе прочистување, бидејќи забележал дека промената во околностите се случила истовремено во иста мера со неговата сменета душевна состојба. Кога човек искрено ќе се посвети да ги промени недостатоците на својот карактер и ќе оствари ненадеен и значаен напредок, тој брзо минува низ непрекината низа промени. Душата го привлекува она што потајно го се крие во неа, она што го сака, но и она од кое се плаши. А се издигнува до височините на незините најценети стремежи, тоне до дното на незините неостварени копнежи, а околностите се средството со кое го постигнува тоа. Секоја засадена мисла или мисла на која и било дозволено да падне на почвата на умот и да пушти корења во него, порано или подоцна расцветува и вродува со плодови од можности и околности. Добрите мисли раѓаат добри плодови, лошите мисли лоши плодови. Надворешниот свет на околностите се обликува според внатрешниот свет на мислите. Пријатните и непријатните надворешни услови влијаат врз доброто на личноста. Како собирач на сопствената жетва, човек учи и од страдањата и од блаженствата. Следејќи ги најдлабоките копнежи, стремежи и мисли, на кои им дозволува да управуваат со него,
следејќи ги искрите на нечистите мечти или непоколебливо чекорејќи по патот на силниот и возвишен стремаж, човек најпосле го дочекува нивното остварување во надворешните околности. Законите за раст и приспособување важат насекаде. Човек не оди во дом за сиромашни или во затвор поради тиранијата на судбината или околностите, туку седејќи го патот на уназатувачките мисли и ниските срасти. Исто така, човек со чисти мисли не станува од ненадеж криминалец само поради тоа што врз него влијаела некоја надворешна сила. Криминалните мисли одамна кришум биле присутни во неговата душа, а нивната моќ дошла до израз во моментот кога се појавила шансата. Околностите не го прават човекот, туку само му откриваат каков е тој. Исклучиво склоноста кон пороци е услов човек да им се препушти како на пороците, така и на страдањата што произлегуваат од нив. Исто така и непрестајното негување доблесни стремежи е единствениот услов човек да биде доблесен и искрено среќен. Следствено, како господар на мислите, човекот е својот создател и обликувач на своите околности. Уште од самото раѓање, додека душата минува низ најраните моменти од незиниот земен пат, ги привлекува условите кои се одраз на незината чистота и несовршеност, сила и слабост. Луѓето не го привлекуваат она што го посакуваат, туку она што се. Нивните каприци, мечти и амбиции постојано се менуваат, но нивните најдлабоки мисли и желби се хранат со своја собствена храна, било погана, било чиста. Човек самиот се става окови. Мислите и делата се темничари на судбината. Кога се нечисти и ниски, лишуваат од слобода. Но кога се благородни, тие се ангели на слободата, ослободуваат. Човек не го добива она што го посакува и за кое се моли, туку она кое честно го заслужува. Неговите желби и мотиви се остваруваат исклучиво кога се во склад со неговите мисли и дела. Тогаш, имајќи ја предвид оваа вистина, кое е значењето на борбата против околностите? Тоа значи дека човек постојано се бунтува против одредена надворешна последица, иако во себе ја негува и чува незината причина. Причината може да има облик на свесен порок или несвесна слабост, но што и да е, таа упорно ги обезвреднува напорите на својот собственик, со што гласно повикува на промена. Луѓето одвој чекаат да ги подобрат своите околности, но никако не сакаат да се подобрат себе си, па така, остануваат да тапкаат во место. Оној кој не се плаши да се себе распне, секогаш ќе успее да ја оствари целта што си ја зацртал. Ова важи и за земните и за небесните работи. Дури оној чија единствена цел во животот е да се збогати, мора да биде подготвен да направи големи лични жртви за да оствари целта. Замислите колку големи жртви треба да направи оној кој посакува стабилен и достоинствен живот. На суетата и годи човек да верува дека страда поради својата доблесност, но само кога ќе се ослободи од сите болни, огорчени и нечисти мисли, ќе може да знае и со сигурност да тврди дека страда поради своите добри, а не лоши особини. И додека се обидува да го постигне таквото највисоко совршенство, ќе открие дека во неговиот ум и живот владеел закон кој е наполно праведен и кој не може да даде добро за лошо или лошо за добро. Тогаш, припомнувајќи си на својата неукост и слепило, ќе свати дека во неговиот живот од секогаш владеела праведност и дека сите негови минати искуства, добри и лоши, се должат на праведното делување на неговото битие во развој. Добрите мисли и дела никогаш не може да дадат лоши резултати. Лошите мисли и дела никогаш не може да дадат добри резултати. Исто како што пченката раѓа само пченка и копривата коприва. На луѓето им е јасно како функционира овој закон во природата, но на малкумина им е јасно како функционира во духовниот и моралниот свет, иако и во него правилата се еднакво прости, па затоа одбиваат да соработуваат со него. Страдањето е секогаш последица на некоја погрешна мисла. Тоа е показател дека поединецот не е во хармонија со себе и со законитостите на неговото битие. Единствената корист од страдањето е да прочисти, да изгори се што е бескорисно и нечисто. Страдањето исчезнува кога човек е чист.
Откако ќе се отстрани згурата, нема поента да се гори златото. Совршеното чисто и просветлено битие не може да страда. Околностите со кои човек се соочува страдајки се резултат на духовна нескладност. Околностите со кои се соочува човек кога е среќен се резултат на духовна складност. Среќата, а не материјалните добра, е мерило за правилни мисли, не среќата. Поседувањето на материјални добра е мерило за погрешни мисли. Човек може да е проклет и богат или благословен и сиромашен. Среќата и богатството одат заедно само кога богатството се користи разумно и мудро. Сиромашниот станува несреќен кога смета дека судбината му била неправедно наметната. Немаштијата и луксусот се двата екстрема на несреќата. И двете се еднакво неприродни и се резултат на духовно нарушување. Човек не се наоѓа во добра состојба доколку не е среќен, здрав и просперитетен, а среќата, здравието и просперитетот се резултат на хармонија меѓу душата и околината. Човек станува човек кога ќе престане да се жали и да критикува и ќе се впушти во потрага по правдата што го регулира неговиот живот. Тогаш го приспособува умот кон тој регулирачки фактор, престанува да ги обвинува другите за својата состојба и почнува охрабрувачки и благородно да размислува за себе. Престанува да се бунтува против околностите и почнува да ги користи како помагало за побрз напредок и како средство за откривање на скриените моќи и способности во него. Законитоста, а не хаосот, е доминантно начело во универзумот. Правдата, а не неправдата, е душата и суштината на животот. Праведноста, а не расипаноста, е обликувачката и движечка сила во духовното владење на светот. Затоа човек мора да се подобри за да свати дека универзумот е добар. Притоа ќе открие дека, додека ги менува своите мисли за нештата и другите луѓе, и нештата и другите луѓе се менуваат кон него. Доказот за оваа вистина се наоѓа во секој човек, па затоа е лесно да се провери преку систематска интроспекција и самоанализа. Ако човек коренито ги промени своите мисли, ќе се вчудовини од брзата преобразба што ќе се случи врз материјалните услови во неговиот живот. Луѓето сметаат дека мислите може да се држат во тајност, но не е така. Тие брзо кристализираат во навика, а навиката се зацврстува во околност. Ниските мисли кристализираат во пијанство и сладострастие, кои се зацврстуваат во сиромаштија и болест. Нечистите мисли кристализираат во исцрпувачки и збунувачки навики, кои се зацврстуваат во деконцентрирачки и неповолни околности. Стравот, сомнежот и нерешителноста кристализираат во слабост, кукавичлук и неодлучност, кои се зацврстуваат во неуспех. Немаштија и робска зависност. Мрзливоста кристализира во слабост, неуредност и нечесност, кои се зацврстуваат во запуштеност и просење. Омразата и осудата кристализираат во обвинување и насилство, кои се зацврстуваат со повреда и гонење. Себичноста кристализира во егоцентричност, која се зацврстува во страдање. Од друга страна, убавите мисли кристализираат во навики за љубезност и добрина, кои се зацврстуваат во прекрасни светли околности. Чистите мисли кристализираат во умереност и самоконтрола, кои се зацврстуваат во спокој и мир. Мислите за храброст, самостојност и одлучност кристализираат во смелост, која се зацврстува во успешност, изобилие и слобода. Енергичните мисли кристализираат во чистота и трудолюбие, кои се зацврстуваат во удобност. Благородните мисли и прошката кристализираат во милостивост, која се зацврстува во заедништво. Љубовта и несебичноста кристализираат во навика човек да ги стави другите пред себе, која се зацврстува во околности исполнети со сигурност, просперитет и вистинско богатство. Ако едни исти мисли, добри или лоши, постојано му се вртат во умот на човекот, невозможно е да не остава трага врз неговиот карактер и околности. Човек не може директно да ги избере околностите, но може да избере што ќе размислува, па на тој начин посредно, но сигурно да ги обликува. Природата му помага кон остварување на мислите кои најчесто ги има. Се укажуваат можности кои на најбрз начин ќе ги извадат на виделина и добрите и лошите мисли. Ако човек престане да размислува грешни мисли, светот ќе омакне кон него и ќе биде подготвен да му помогне.
Доколку ги избрка немокните и одвратни мисли од умот, на секој чекор ќе наидува на можности кои ќе му помогнат во неговата цврста намера. Доколку се охрабрува да размислува убаво, нема да дочека сурова судбина да го фрли во немаштија и срам. Светот е твој калеидоскоп, а разните комбинации од бој што ти ги дава во секој момент се слики што се извонредно приспособени на твоите мисли кои непрекинато течат. Трета глава, влијанието на мислите во здравието и телото. Телото е слуга на умот, се покорува на работата на умот, која е или намерно избрана или автоматски изразена. Кога во умот владеат лоши мисли, телото брзо пропаѓа и се разболува. А кога во умот владеат спокојни убави мисли, телото цвета од младост и убавина. Болестите и здравието како околности потекнуваат од мислите. Болните мисли ќе се прикажат преку болно тело. Стравот знае да го убие човек исто толку брзо колку и куршумот. Луѓето кои живеат во страв од болест се оние што ќе се разболат. Анксиозноста брзо го обесхрабрува целото тело и го прави подложно на болести, а нечистите мисли, дури и без човек физички да ги ужива, го уништуваат нервниот систем. Силните, чисти и среќни мисли го подхрануваат и заекнуваат телото. Тоа е нежен и еластичен инструмент кој подготвено реагира на мислите што му се наметнуваат, а навиките кои произлегуваат од мислите, добри или лоши, оставаат свое влијание врз него. Ако во умот постојано им се вртат нечисти мисли, луѓето ќе имаат загадена и затруена крв. Од чистото срце извира чист живот и чисто тело. Од валканиот ум извира валкан живот и гнило тело. Мислите се изворот на постапките, животот и случувањата. Ако кладенецот е чист, се е чисто. Промената во исхраната нема да му помогне на оној кој одбива да го промени размислувањето. Кога ќе ги прочисти мислите, повеќе нема да посакува нездрава храна. Чистите мисли создаваат чисти навики. Така наречениот светец, кој него мие телото, не е светец. Оној кој ги зајакнил и прочистил мислите, не мора да размислува за лошото. Ако сакате да го зајакнете телото, чувајте го умот. Доколку сакате да го обновите телото, разубавете ги мислите. Злите мисли, љубомората, разочареноста, безнадежноста го лишуваат телото од здравје и убавина. Намртеното лице не е случајно такво. Тмурните мисли се пресликуваат на него. Гордоста, лутината и лудилото ги исцртуваат брчките кои го грдеат. Познавам 96 годишна жена со блескаво невино лице на девојка. Познавам и маж кој уште не е во средните години, чие лице е свенато и набрчкано. Првото е резултат на мил и светол нарав, а второто на лутина и незадоволство. Како што не може да имате пријатен и удобен дом ако не дозволите чистиот воздух и сончевината да продрат во собите, така и силното тело и ветрото среќно и спокојно лице ќе ги добиете само доколку слободно пуштите во умот да завладеат радосни мисли, добронамерност, ведрина и спокој. На лицата на некои повозрасни лица има прчки исцртани од сочувство, кај други од силни и чисти мисли, а кај трети избраздени од страст. Зарем постои некој што не би ја забележал разликата меѓу нив? Кај оние кои живееле правилно, староста е спокојна, мирна и блага како зајди сонце. Неодамна видов филозоф на смртна постела, беше стар само по година, почина спокојно, исто како што живееше. За да се истераат болестите од телото, не постои подобар лекар од веселите мисли. Ништо не е поутешно од добрата волја, за да се растераат сенките што ги фрлаат тагата, јадот и болката. Постојаната опседнатост на умот со злонамерност, цинизам, сомничавост и завист, значи да се живее во затвор кој човекот самиот си го изградил. Но да се мисли убаво за се, да се радува човек за се, трпеливо да се наоѓа доброто во се. Таквите несебични мисли се патот до раат. Секојдневното живење во спокој кон секое живо суштество носи мир во изобилие. Глава 4. Мислите и целта. Се додека мислите се без цел, не може да дојде до нивно остварување. Кај повеќето мислите лебдат на океанот од животот. Безцелноста е мана и таквото плутање не смее да си го дозволи оној кој сака да избегне катастрофа и уништување. Оние кои немаат главна цел во животот стануваат лесен плен на незначајни грижи, стравови, маки и самосожалување.
Тие се знаци на слабост, исто како и намерно испланираните гревови, иако по поинаков пат водат кон неуспех, несреќа и загуба, бидејќи слабоста не може да опстои во моќниот универзум. Човек мора да смисли правилна цел и да даде се од себе за да исполни. Целта треба да биде централна точка на неговите мисли. Може да биде духовен идеал или овоземна цел која во дадениот миг ја посакува. Каква и да е, тој мора да ги насочи мислите кон зацртаната цел. Треба да ја постави за своја највисока уврска и да се посвети на нејзиното остварување, без да дозволи мислите да му застранат, заталкаат кон краткотрајни желби, копнежи и фантазии. Тоа е главниот пат до самоконтрола и вистинско сосредочување на мислите. Дури ако неколку пати не успее да ја оствари целта, како што се случува се додека не ја надмине слабоста, стекнатата сврсина на карактерот ќе биде мерило за неговиот вистински успех и ќе представува нова почетна точка за идните успеси и моќ. Оној што не е подготвен да одбере голема и значајна цел, мора да ги фокусира своите мисли на безпрекорно извршување на своите секојдневни обврски, колку незначајни и да му изгледаат. Само на тој начин се сосредочуваат мислите и се развива решителност. А штом човек ќе го постигне тоа, не постои ништо што не може да оствари. И најслабата личност која ги знае своите слабости, но верува во вистината дека силата може да се развие со вложување труд и напорна работа, одненадеж ќе почне да се напрегнува. И малку по малку со многу упорно стрпение и издржливост ќе се развие и ќе стане божествено силна. Како што физички слабиот човек може да стане јак со трпеливо и правилно вежбање, така и човекот со слаби мисли може да ги зајакне вежбајќи правилно размислување. Кога човек ќе ги истера од себе безцелноста и слабоста и ќе почне да размислува со цел, тогаш ќе влезе во редот на силните луѓе за кои неуспехот е само еден од патиштата до успехот, кои умеат да ги свртат разните околности во своја полза, кои размислуваат цврсто, прават бестрашни обиди и мајсторски ги остваруваат своите зацртани цели. Штом ја замислил целта, човек треба во мислите да го исцрта патот, што треба да го изводи за да ја оствари, без да скршне ниту лево, ниту десно. Мора немилосердно да ги искорни сомнажот и сравот. Тие се уништувачи кои ги рушат неговите напори. Сомнажот и сравот никогаш не помага во остварување на целта, секогаш водат кон неуспех. А сите силни мисли, какви што се решителноста, смелоста, моќта, исчезнуваат кога во умот ќе навлезат сравот и сомнажот. Волјата да се оствари нешто потекнува од сознанието дека можеме да го оствариме, а сравот и сомнажот се најголемите непријатели на сознанието. Оној што ги негува, оној кој не се обидува да ги истера од себе, нидува на пречки на секој чекор. Но оној што ги победил, го победил неуспехот. Секоја негова мисла е придружена со моќ. Смело се соочува и ги надминува сите тешкоти. Неговите цели се навремено засадени, цветаат и раѓаат плод кој не паѓа пред време скапа на земја. Кога се бестрашно сплотени со целта, мислите се претвараат во творечка сила. Секој што го знае тоа е подготвен да стане нешто повозвишено и посилно од куп колебливи мисли и променливи чувства. Оној што го постигнал тоа, станал свесен и мудар господар на својата умствена и духовна моќ. Пета глава – мислите како фактор на достигнувањата. Се што човек ќе постигне и се што нема да постигне се должи на неговите мисли. Во универзум во кој владее праведноста, каде изместувањето на рамнотежата би значило целосна пропаст, личната одговорност е безусловна. Слабоста и силата, чистотата и развратот на човекот се само негови и ничии други. Самиот тој, а не некој друг, е одговорен за нив. Самиот тој, а не некој друг може да ги промени. Околностите во кои живее се исклучиво негови и ничии туѓи. Страдањето и среќата потекнуваат од него. Какви му се мислите, таков му е животот. Какви мисли продолжува да негува, таков ќе му остане животот. Силниот не може да му помогне на послабиот ако тој самиот не сака да му се помогне. Дури и тогаш, слабиот мора самиот да се издигне. Мора со сопствен напор да ја развие силата на која се восхитува кај другите. Никој друг освен тој самиот не може да му ги поправи околностите. Вообичаено е луѓето да мислат и да велат, но гумина се робови бидејќи има еден кој е угнетувач, ајде да го мразиме угнетувачот. Но има неколкумина чиј број се зголемува, кои се склони да го сменат ова тврдење во еден е угнетувач бидејќи има многумина кои се робови. Ајде да ги мразиме робовите.
Вистина е дека угнетувачот и робовите соработуваат во своето незнаење, но иако изгледа дека заемно се измачуваат, тие всушност измачуваат самите себе. Совршеното спознание го согледува дејството на законот на слабоста на угнетените и во злоупотребената моќ на угнетувачот. Совршената љубов, гледајќи го страдањето што го трпат и двете страни, не обвинува никого. Совршеното сочувство ги прегрнува и угнетувачот и угнетуваните. Тој што е совладал слабоста и ги истерал себичните мисли, не спаѓа ниту во угнетувачите, ниту во робовите. Тој е слободен. Човек може да се издигне, да победува и да остварува цели, издигнувајќи го својот ум. Доколку одбие да го издигне својот ум на повисоко ниво, останува слаб, расипан и несреќен. Пред да може да постигне нешто, дури и кога станува збор за овоземни работи, човек мора да ги издигне мислите над ниските животински срасти. За да се успее, не мора целосно да се откаже од сета себичност и животинска природа, но барем дел мора да жртвува. Оној чија прва помисла е задоволување на животинските потреби, не може ниту трезвено да размислува, ниту систематски да планира. Не може да ги најде и да ги развие своите тајни богатства и се осудува на пропаст во секој поглед. Бидејќи не ги контролира своите мисли, не е во состојба да ги контролира односите и да усвои сериозна одговорност. Не е способен да реагира независно. Го ограничуваат исклучиво неговите мисли, што самиот ги избира. Нема напредок ниту постигнување без жртви, овоземниот успех на човекот се мери според жртвувањето на неговите збркани ниски мисли и насочувањето на умот кон развивање на неговите планови и зацврстување на неговата решителност и независност. Колку повеќе ќе ги издигне мислите, толку поголем успех ќе доживее, толку поблагословени и подолготрајни ќе бидат неговите постигнувања. Универзумот не ги сака лакомите, нечесните и злобните, иако понекогаш на прв поглед изгледа така. Им помага на честните, великодушните, доблесните. Сите големи учители низ вековите го тврделе тоа, искажувајќи го на разни начини. За да ја докаже оваа вистина, човек само треба да истрае во заложбата да стане што подоблесен преку издигнување на мислите. Интелектуалните достигнувања се резултат на мисли посветени на потрагата по знаење или по убавините и вистините во природата. Таквите постигнувања понекогаш може би се поврзани со суетност и амбициозност, но не се исход на овие карактеристики. Тие се природен производ на долготрајниот и многотрпен напор, како и на чистите и несебични мисли. Духовните достигнувања се остварување на духовните стремежи. Секој кој живее негувајќи благородни и возвишени, чисти и несебични мисли, несомнено ќе стане мудра и благородна личност и ќе се издигне на влијателна и благословена позиција во животот, исто како што сонцето го достигнува зенитот и месечината својата полнотија. Достигнувањето од кој било вид е круна на напорите и венец на мислите. Човек се воздигнува со помош на самоконтролата, решителност, чистота, праведност и добро насочени мисли, пропаѓа поради животинските потреби, мрзливоста, развратот, расипаноста и збрканите мисли. Може да постигне голем успех, може да достигне дури и возвишеност во духовниот свет и повторно да пропадне, доколку дозволи само бендисани, себични и расипани мисли да завладеат со него. Победите постигнати со правилно размислување може да се одржат само доколку човек е предпазлив. Многумина се опуштаат штом успехот има загарантиран и набрзо потоа тонат во неуспех. Сите постигнувања, дали во деловниот, интелектуалниот или духовниот свет, се резултат на јасно насочени мисли, кои се управувани од истите законитости и се постигнати на ист начин, единствената разлика е целта. Тој што сака да постигне малку во животот, мора малку да жртвува. Тој што сака да постигне многу, мора многу да жртвува. Оној што сака да постигне возвишеност, мора значително да се жртвува. 6 глава, визии и идеали. Мечтателите се спасители на светот. Како што видливиот свет се потпира врз невидливиот, така и луѓето не сите искушенија, гревови и бесрамни занимања се хранат со прекрасните визии на своите осамени мечтатели. Човештвото не смее да ги заборави своите мечтатели, не смее да дозволи нивните идеали да избледат и умрат. Човештвото живее во нивните идеали.
Тие се неговата реалност, што еден ден ќе ја осознае. Композиторите, скулпторите, сликарите, поетите, пророците и мудреците, тие се творците на возвишениот свет, архитектите на рајот. Светот е прекрасен затоа што тие живееле. Без нив измаченото човештво би исчезнало. Секој кој со љубов во срцето негува убава визија или возвишен идеал, еден ден ќе ги оствари. Колумбо негувал визија за нов свет и го открил. Коперник негувал визија за постојање на мноштво светови и огромен универзум и ги открил. Буда имал визија за духовен свет со неприкосновена убавина и совршен мир и успеал да влезе во него. Негувајте ги своите визии, негувајте ги своите идеали. Негувајте ја музиката што се буди во вашето срце, убавината што расте во вашиот ум, нежноста која ви ги обвива најчистите мисли. Од нив произлегуваат сите прекрасни околности, сето рајско обкружување. Доколку им останете верни на крајот, од нив ќе биде изграден вашиот свет. Копнежот води кон исполнување, стремежот кон остварување. Дали најниските човекови копнежи можат целосно да се остварат, а најчистите стремежи можат да останат занемарени. Законот не функционира така. Во овој случај не важи начелото, побарај и ќе добиеш. Сонувајте возвишени соништа. Она што го сонувате, тоа и ќе станете. Вашата визија е слика на тоа какви ќе бидете еден ден, вашиот идеал е пророштво за тоа што на крајот ќе го откриете. Најголемото достигнување на почетокот и извесно време било само сон. Давот спие во желатот, птицата чека во јајцето, а во највозвишената визија на душата се буди ангел. Соништата се семето на стварноста. Околностите може би се неповолни, но нема да останат такви, доколку си поставите идеал и се стремите да го остварите. Не можете да патувате во душата, а да останете непроменети. Да земеме за пример еден младич згрбавен од товарот на сиромаштијата и напорната работа. Поминува премногу часови работејки во несоодветни услови во некоја работилница. Не е образован и му недостига префинетост, но тој сонува за подобро утре. Сонува за интелигенција, префинетост, грациозност и убавина. Си ги замислува идеалните услови за животот. Го обзема копнежот по слобода, немирот го мотивира да действува. Па секој слободен момент го користи за развивање на своите скриени моќи и потенцијали. Набрзо неговиот ум толку се менува што повеќе не може да остане во работилницата. Таа не е во склад со неговиот начин на размислување и повеќе не се вклопува во неговиот живот. А како што се зголемуваат можностите кои одговараат на неговите се поголеми моќи, тој целосно ја напушта. Години подоцна, младичот е возрасен човек. Откривме дека станал господар на извесни умствени моќи со кои владее со ненадминлива моќ и неверојатно влијание. Во рацете држи узди на огромни одговорности. Неговите зборови менуваат човечки животи. Луѓето ги впиваат неговите мудрости и ги преобликуваат карактерите, како сонцето, станал постојан и сјаен центар околу кој кружат најдобрите судбини. Ја остварил визијата од младоста, станал едно со својот идеал. И ти, мил читателу, ќе оствариш својата визија, не само милливата желба, без разлика дали е неблагородна или неверојатна, или е мешавина од двете, ако секогаш тежнеш кон она што потајно најмногу го сакаш. Во рацете еден ден ќе ги држиш точните резултати од своите мисли. Ќе го добиеш токму она што го заслужуваш, ниту повеќе, ниту помалку. Какви да се твоите тековни околности, ќе паѓаш, ќе се задржиш или ќе се издигнеш со своите мисли, со својата визија, со својот идеал. Ќе станеш мал колку и копнежот што те контролира или голем колку стремежот што те мотивира. Гледајќи ги само очигледните резултати од нештата, а не самите нешта, лекомислените, неуките и мрзливите зборуваат за среќа, за судбина и за случајност. Кога ќе видат богат човек, велат каква среќа има. Кога ќе видат како некој интелектуално напредува, извикуваат колку е привилегиран. А кога ќе го забележат возвишениот карактер и огромното влијание што некој ги има, забележуваат судбината му е наклонета. Не ги гледаат искушенијата, неуспесите и маките со кои сите овие луѓе се соочиле за да го стекнат тоа искуство. Не знаат ништо за направените жртви, за вложениот непоколеблив напор, за вербата што ја примениле за да го надминат навиду ненадминливото и да ја остварат својата визија. Не се свесни за мракот и тагата низ кои поминале. Ги гледаат само светлината и радоста кои ги нарекуваат среќа.
Не се свесни за долгиот и макотрпен пат што тие луѓе морале да го изодат, туку само за постигнатата цел која нарекуваат судбина. Не го разбираат процесот, го гледаат само резултатот, кој го нарекуваат случајност. Во секоја работа постојат вложен труд и резултати. Силата што се вложува во трудот е мерило за резултатите, а не случајноста. Дарбата, моќта, материјалната, интелектуалната и духовната собственост се плодови на трудот. Тие се извршени мисли, постигнати цели и остварени визии. Со визијата што ја воздигнувате во умот и делот што го возвишувате во срцето, ќе го изградите вашиот живот. Визијата и идеалот се она што ќе станете. Глава 7. Спокој. Спокојот на умот е еден од неверојатните скапоценности на мудроста. Тој е резултат на долготрајно и трпеливо вложување напор за самоконтрола и е знак за зрело искуство и повеќе од обично познавање на законите и функционирањето на мислите. Човек станува спокоен кога ќе свати дека е битие чии мисли еволуираат. За таквото спознание е потребно да ги разбере другите дека се резултат на мислите. И како што стекнува правилно разбирање и како што му станува јасно причинско-последичната поврзаност меѓу работите, така престанува да се вознемирува, да се лути, да се грижи и да тагува. Станува сталожен, посветен и смирен. Спокојниот човек, кој научил како да владее со себе, знае како да се приспособи кон другите, а тие пак покажуваат длабока почит кон неговата духовна сила. Чувствуваат дека може да научат од него и да се потпрат врз него. Колку поспокоен станува човек, толку поголем е неговиот успех, неговото влијание и неговата моќ да прави добро. Дури обичниот трговец сваќа дека му се зголемува работата кога развива поголема самоконтрола и сталоженост, бидејќи луѓето секогаш претпочитаат да си имаат работа со смирен човек. Силниот, спокоен човек е сакан и почитуван. Тој е како дрво кое нуди сенка во пустина или како карпа која нуди заслониште од бура. Зарем постои некој кој не сака спокојно срце, благ нарав и урамнотежен живот? Не е важно дали истура дожд или свети сонце, ниту какви било промени им се случуваат на оние кои ги поседуваат овие благослови, бидејќи тие се секогаш спокојни и мирни. Неверојатната рамнотежа во карактерот што нарекуваме спокој е највисоката лекција на културата. Тоа е цветот на животот, плодот на душата. Бесценето е колку мудроста, а попосакувана од златото. Колку беззначајно изгледа потрагата по пари во споредба со спокојниот живот. Животот во океанот на вистината, под брановите, далеко од бурите, длабоко во вечниот мир. Познаваме многумина кои ги уништуваат своите животи, кои со својот избувлив темперамент расипуваат што е добро и убаво, ја уништуваат рамнотежата и продонесуваат за нетрпеливост меѓу нив и другите. Прашање е дали мнозинството не си го уништува животот и се ја расипува среќата поради немање самоконтрола. Среќаваме малкумина чии животи се урамнотежени, која поседуваат она исклучителна стабилност карактеристична за изградениот карактер. Да, неконтролирана страст извира од човештвото. Нескротлива тага го вознемирува. Длабок страв и сомнеш го разнесува. Само мудриот, само оној чии мисли се зауздани и чисти, ги покорува ветриштата и бурите на душата. Разбранувани души, каде и да сте, во какви околности да живеете, знаете, во океанот на животот ви се насмевнуваат островчиња од блаженство. Сончевиот брег на вашиот идеал го очекува вашето доаѓање. Сврсто стигнете го кормилото на мислите, во јадрото на вашата душа се одмора Господарот кој заповеда, таму е, само спие, разбудете го. Самоконтролата е сила, правилното размислување е вештина. Спокојот е моќ, речете му на срцето, биди спокојно, биди мирно.